5 вистински приказни кои ќе го направат вашиот страв кловн за убиства. Во мај 1990 година една жена по име Марлен Ворен слушнала тропање на низината врата. Кога таа отворила, видела фигура која е катализатор на кошмарите. Насмеан кловн кој држи букет цвеќе и 2 балони. Тој држал и пиштол, а ја застрелал Марлен пред таа да реагира. Иако имаше осомничени за убиството, поточно поранешниот сопруг на Ворен, полицијата никогаш порано не обвини никого во врска со смртта на Марлен. Под 2. Ел Нарко Пајасо Франциско Рафаел Арелано Феликс, брат на водач на мексиканскиот картел, беше убиен во одморалиштето на плажата Лос Кабос. Во описот на очевидецот на вооружениот напаѓач се наведува дека тој во тоа време носел костим на кловн. Убиствените кловнови се секако страшни, но кловнот убиец од картел додава уште еден слој на теророт. Под 3. Клуцо е познат како Амон Пол Карлок Джуниор, бил прославен низ целата земја и низ целиот свет со својата порака за позитивност и христијанство, откако го заврши своето шоу во сиропиталиште на Филипините. Клуцо беше запрен на рутинска контрола на аеродромот во Пилипино. Земјата во тоа време беше зафатена од трговци со деца за секс, а контролните пунктови како овој беа секојдневни. Кога ги пребарали неговите работи, полицијата на лаптопот на Клуцо пронашла видеа и слики од млади голи момчиња. Тие подоцна упаднале во неговиот дом и пронашли уште повознемирувачки снимки. По ова, повеќе момчиња дојдоа да сведочат против оваа болна личност. Кловнот Зозаби Редерик Зозаби изврши самоубиство откако се пресели во Ливерпул, Велика Британија во раните 1900 години. Не е познато дали извршил некакво злоустройство во животот, но од неговата смрт упорно го обседнува живеалиштето. Дури во 2002 година, речиси еден век подоцна, 2 деца пријавили дека ги разбудил звукот на морничава смеа. Кога ги отвориле очите, догледале сенишна фигура на кловн како стои над нив. Децата останале физички неповредени, но нивните родители пријавиле дека мирисале гротеска миризба во детската соба. Рекоа дека личи на течност за балсамирање. Со сигурност и убиец Џон Вејн Гејси. Обштествениот страф од кловнови генерално може да се препише на делата на Џон Вејн Гејси. Гејси беше американски силувач и серијски убиец кој беше активен во 1970-тите години. Тој исто така играше како Пого кловн за време на викендите, поради што беше наречен кловн убиец. Откако на виделина излегува неговите убиствени тандици со најмалку 33 момчиња и млади жени, како што беа убиени од Гејси и закопани во и околу неговиот дом во Илиноис. Сите, освен неговата прва жртва, беа задавени до смрт, а кловнот убиец беше осуден на смрт во 1980 година.